Драги сограѓани, оставаме зад нас уште една година. Година која не беше воопшто лесна, но сепак треба да сме горди на постигнатото. Во рамки на можностите направивме многу. Во најтешката криза работевме напорно, посветено и фокусирано. Работевме да го направиме животот подобар, за да сите имаат повеќе. И најважно од се, никој не беше оставен сам. Платите и пензиите пораснаа на историски високо ниво. Денес имаме речиси 50% покачени пензии. Имаме двојно повисока минимална плата и просечна плата која е веќе над 600 евра. Ве уверувам, и платите, и пензиите ќе продолжат да растат и следната година. Со антикризните мерки го заштитивме и помогнавме животниот стандард на семејствата и на фирмите. И пензионерите, и студентите, и учениците, и самохраните родители, и најранливите можеа да се подпред на нас. Имаме двојно повеќе странски инвестиции, намалена невработеност и зголемена вработеност. За прв пат авансна исплата за земјоделците. Продолживме да ја трансформираме земјата во зелен енергетски центар на Европа. Заеднички постигнавме многу, затоа што напорно работевме, рамноправно, еднакво и солидарно. И така и ќе продолжиме и понатаму. Има пред нас простор да направиме уште повеќе, да биде уште подобро, платите и пензиите да продолжат да растат, а на најранливите директно и солидарно да им помогнеме. Затоа што тоа се вистинските и македонски и европски вредности. И затоа во овој момент најмногу е потребна верба, оптимизам и мудрост. И ова го кажувам не само како премиер, туку пред се како граѓанин, како татко, сопруг, син, како човек кој својата иднина ја гледа тука, дома, во татковината. Ни треба целото знаење со кое располагаме за да ги постигнеме целите кои се пред нас. Често велам дека нашата предност, нашата најголема вредност и најсилна страна се луѓето, нашите граѓани. Затоа што имаме капацитет, имаме знаење, имаме волја да ги направиме следните чекори, да продолжиме и понатаму, да го подобруваме животот на граѓаните. Да го направиме и она што е најважно, да ги задржиме младите дома, да ги вратиме тие што заминале, затоа што европскиот пат на кој сме трнати е започнат и не застана. Мора да гледаме напред, мора да се движиме напред. Токму европскиот пат ќе донесе развој и подобро утре. А сигурен сум и ви уверувам дека ќе има подобро утре. Оптимизмот кој го споделувам со вас е изграден на реални основи, затоа што знам дека се што треба заеднички ќе го направиме. Оваа држава има луѓе кои имаат и храброст и енергија длабоко во себе, кои ќе го изведат тој пат и кои ќе остават подобра земја за своите деца, за сегашните и за идните генерации. На крајот на овој европски пат е големата награда, членството во Европската унија. Пат и цел кои ќе ни овозможат врна демократија, социјална правда, функционално владење на правото. Јас верувам во тоа и во тој дух и со позитивна мисла вам и на вашите семејства ви ги честитам новогодишните и божичните празници. Искрено, од срце, ви посакувам добро здравје, среќа, радост и спокој. Изразувам благодарност до сите кои во овие празнични мигови се на работните места и се грижат за нашето здравје и безбедност. Среќна нова година и среќен Божич! Да сте живи и здрави!